со вакви стари нараквици донација од Англија. Тетовските пожарникари мора да ги ризикуваат животите гасејќи пожари низ целиот долнополошки регион. Велат дека секоја интервенција за нив е ризична, поради дотрајната лична опрема која не им е обновена речиси 8 години, а заштитна опрема за гасење на пожар последен пат добиле во 1999 година. Од тогаш па се до ден денеска се добиваат опреми за заштита од донации прибавени преку странство. Ако ни се од донацијата рукавиците вакви, можете замислите од другото што е заштитната кабаница, пантулуме, чизме, значи све е тоа уништено. Значи се бориме, значи и со тоа, па акциите ни се успешни, ама барамо значи од градоначалничката и опрема. Од синдикалната организација на територијалната противпожарна единица Тетово се пожалија на личните доходи кои според законот за пожарникарство им следуваат. Велат дека за проблемите информирале општината неколку пати, побарали средба со градоначалничката на Тетово Теута Арифи, но попусто. Со закон, значи платата, државниот празник свегде се плаќа по 150%, кај нас се плаќа 42%. Викендот се плаќа 29, треба да биде 40. Истото и со ноќната работа. Значи свегде на ниво на Македонија, значи законот се поштува и у ЈКП Тетово се почитува законот, само кај нас не се почитува. Тетовските пожарникари мора да го обслужуваат целиот долнополошки регион, затоа што руралните општини од Тетовско немаат противпожарни друштва. За оваа услуга тие не добиваат никаква надокнада, но последниве 10 години тие се заборавени од нивниот работодавец општина Тетово. Од локалната самуправа вела дека денешната пресконференција на синдикатот на пожарникарите има политичка позадина. Истакна дека работат на подобрување на условите за работа на пожарникарите преку обезбедување на донации, а според нив при исплатата на платите се зема во предвид и законот за противпожарна заштита. Од Тетовската противпожарна единица вела дека и понатаму ќе интервенираат во гасење на пожари, а правдата ќе ја бараат преку институциите на системот. Во Центарот за култура Аснон во Гостивар денес беше отворена изложбата Ченто биографија низ фотографија на историчарот Рубин Белчевски. Изложбата содржи 20 паноа на кои се прикажани околу 250 фотографии, записи и документи врзани за животот и делото на првиот председател на Президиумот на Аснон. Како што беше речено на отворањето, целта на изложбата е да се долови животниот пат на Ченто на еден поинаков начин. Личност почитувана, негирана, меѓутоа рехабилитирана. Изложбава, значи, го покажува животниот пат на Методија Андонов Ченто, од неговото раѓање до неговата смрт. Авторот објасни дека фотографиите и документите ги собирал повеќе години, истражувал во македонските музеи, институции, приватни архиви, а голема помош имал и од семејството на Ченто. Тој истакна дека планира да објави и публикација фотомонографија посветена на оваа значајна историска личност од македонската историја. Со самостојувањето се почесто велам се почне да се зборува за името на Ченто и поголем број на публицисти, историчари, новинари и така натаму почнаа да пишуваат за ликот и делото на Ченто, така да се напишаа неколку книги, излегоа неколку зборници и тоа беше и за мене некој поттик да јас дам свој придонес во расветлувањето, а пред се во презентирањето на ликот и делото. Бидејќи вечен тој беше, неговиот лик беше расветлен, така речено. Тој е официјално со судска пресуда рехабилитиран. Изложбата останува поставена во Центарот за култура во Гостивар 10 дена. Истата досега е представена низ сите поголеми градови во Македонија, а со неа лани се одбележаа 115 години од раѓањето и 60 години од смртта на Ченто.
Голем број возачи во Гостивар и Гостиварско не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Статистиката на полицијата го потврдува тоа. Минатиот месец на Гостиварското подрачје вкупно биле контролирани 2246 возила и откриени над 1000 сообраќајни прекршоци. Од сообраќај биле исклучени 105 возила, 45 технички неисправни, 50 со истечена регистрација, 6 со претовар, а преостанатите поради други недостатоци. Исклучени биле и 135 возачи, 95 без положен возачки испит, 29 почетници, 13 кои управувале под дејство на алкохол и други. Во ноември во Гостиварско регистрирани се 13 сообраќајни несреќи, од кои 8 се случиле во населено место и 5 на отворен пат. Во нив немало загинати и тешко повредени лица. 5 несреќи завршиле со исто толку лесно повредени лица, додека во 8 причината е само материјална штета. Според евиденцијата на полицијата, најчести причини за сообраќајките се неприлагодена брзина според условите на патот, неправилно вршење дејствие и непочитување првенство на минување. Откриените прекршоци во ноември биле заокружени со 262 прекршочни, 448 мандатни платни налози, 30 писмени опомени и со над 180 впишувања на негативни бодови. Поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски доцна синоќа беше спроведен од кривичниот суд Скопје 1 во истражниот затвор во Шутка, откако судија на претходна постапка го прифати барањето на обвинителството за организиран криминал, Атанасовски да помине 30 дена во притвор. Шефицата на обвинителството Вилма Русковска изјави дека барањето за притвор е побарано, затоа што обвинителството се сомнева дека Атанасовски може да го повтори кривичното дело, да влијае на сведоците да побегне од државата. Притворот го побарав по сите три точки кои ги предвидува Законот за кривична постапка, а тоа е дека ќе се даде во бегство. Тоа го образложувам со самиот факт што обвинетиот како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање сигурно има стекнато доста пријатели по слични такви служби како во регионот, така и пошироко, дека е запретена минимална казна затвор од 4 години и според обвинителството, тоа е доволен основ дека истиот може да се даде во бегство. Адвокатот на Атанасовски Јордан Апостолски изјави дека одбраната ја потенцира праксата на Европскиот суд за човекови права за поврзана со приведување и изрекување на мерката притвор. Делото кое му се става на тоа е дека како на директор на УБК организирал група која го сторила кривичното дело. Сепак господинот Владко Атанасовски веќе година и пол не е директор на ДВК и за доколку превзел некои дејства во овие година и пол дена, тој би ги превзел, би се дал во бегство и би влијал на сведоци. Се разбира, тој тоа не го направил, така да беспредметно е барањето за притвор. Основното јавно обвинителство за организиран криминал го побара притворот за Атанасовски, откако двајца обвинети за упадот во собранието на 27 април го посочија како организатор, а обвинителството го сомничи за кривично дело, здружување заради непријателска дејност. Атанасовски има право на жалба пред кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1. Поскапуваат лебот и белите пецива и тоа за 2 до 3 денари. Дел од мелничарите пекарите новите цени ги ставили уште минатата недела, а останатите се очекува тоа да го сторат деновиве. Причината за нагорната корекција на цените ги лоцираат во драстично поскапената пченица, која мора да се увезува поради катастрофално лошиот род годинава, потоа во поскапите горива, трошоците за плати, но и недостигот на работници во оваа индустрија. Мелничарите уверуваат дека поскапувањето тука ќе сопре, но ако има ценовни промени во регионот,
Дополнително ќе се реагира во цените на лебот и пецивата. Ресорното министерство се правда дека не били известени за намерата за поскапување на лебот, ќе почекаат велат пред да интервенираат со стабилизирање на цените. Последен пат брашното и лебот поскапија во 2007 и 2011 година поради поскапувањето на житните култури нафтата на светските берзи. Во Македонија годишно се увезува околу 54.000 тони брашно и 87.000 тони пченица, што е 50% од годишните потреби. Времето денес беше сончево со умерена облачност и северен ветер. Температурите се движеа од -8 до 1 наутро, а во текот на денот од 2 до 9. Времето утре ќе биде сончево и студено со умерена облачност. Температурата во утринските часови ќе биде од -4 до 1, а во текот на денот од 2 до 5 степени Целзиусови.